Нова година со познатите критики за високото ниво на криминал и корупција, неимплементирање на законите, вработување под партиска капа, политичко влијание врз правосудниот систем. Но ниту една критика никако да допре до македонските власти. Не само Европската унија, холандскиот амбасадор се почесто отворено ни кажува за назадувањето на владеењето на правото, за што одговорни се политичарите. Дирк Јан копне двосмислено е испрати пораката лично до лидерот на интегративците Али Ахмети за влијанието врз органите кои треба да бидат независни, кој пред само неколку месеци стави крај на помошта на судскиот совет, кој ги нарече нелегитимно тело, а изрази и сомнеш за договорот со Бехтел Јенка. По 2 години постојан пат на владењето на правото. Посветеноста на Македонија за членство во ЕУ е загрозена низ политичкиот спектар. Исто така, неприфатливо е несоодветно политичко влијание врз позицијата на председателот на Врховниот суд, што е судска работа и ќе предизвика силна реакција од Холандија. The Bechtel-Enka deal does not fit that description. So it is not in line with EU legislation. And also the whole manner in which it came about is pretty intransparent, which is also the opinion of the IMF, for instance. There is corruption everywhere, vested interest, undue political influence, nepotism, clientelism. Ке дозволи ли судскиот совет политиката сепак да одлучи за судбината на Беса Адеми? Во среда комисијата ќе стави на вага дали недоаѓањето на председателката на Врховен на седници и тоа што не им кажа кој вршил притисоци врз врховните судии доволно тежи да биде разрешена. За лошата состојба во нависокото судско тело, експертите, но и меѓународната заедница зборуваат со месеци. Евроамбасадорот Гир повторно потсети дека политиката се повеќе се меша во работата на судовите. Сега ние го имаме покренато ова прашање цело време или константно ние сме покренале загриженост, сме изразили нашата загриженост што се однесува на Републичкиот судски совет, кој што всушност е во самото срце на судскиот систем во земјата. И стратешкиот партнер не штеди на критики, но и на проширување на црната листа. Американската амбасадорка во неколку наврати подсетува дека и по инвестираните половина милиарди долари за владеењето на правото, подобрување не гледаат. Сите ве уверувам дека ќе има и други имиња. Нема конкретна временска рамка кога ќе се објават, но како што нагласивме, во земјава има епидемија на корупција и ќе продолжиме да адресираме уште имиња на црната листа. Инаку ноемврискиот извештај на Европската комисија голем дел од јавноста го толкува како најлош досега.